Благодарам, председател на комисия, почитувани колеги и пратеници. Почитам председател, сега и процедурално. Иако цело време ги игнорирате конструктивните предлози от пратениците, членови на Комисията за одбрана, кои што дадат во насока на изготвување на квалитетно законско решение, од аспект што цениме дека за многу кратко време повторно ќе дојде на дневен ред измена на овој закон, повторно од истите причини, затоа што одредени граѓани не можеле да земат државјанство. И зошто е тоа така? Затоа што се работи адхок, избрзано, без суштинска анализа и без системски пристап кон решавање на еден ваков проблем. Мислам дека имаше многу квалитетни предлози кои што апсолутно мора да бидат земени во предвид, да имаме анализа на луѓе кои што поднеле барем вакви барања до институциите да се одбиени, да видиме зошто, да го смениме тој, односно подобриме тој член системски. Ги поздравив и повторно ќе ја поздравам иницијативата на колегите од предлагачи кои што на веб страна собирале вакви проблеми. Добро е и таа неформална анализа да ја добиеме, да видиме каде затил системот, затоа што овдека не се работи за спорење на некакво право, апсолутно сме на линија дека секој кој што има право треба да си го оствари тоа право во оваа држава. Меѓутоа, очигледно дека институциите затаиле и доколку не систематски пристапиме, ќе ни се случи повторно институциите да затаат и повторно циклично во круг да решаваме парцијално проблеми кои што се наталожени во оваа држава, сериозен број на тие проблеми. Јас побарав збор по однос на предлог законот за изменување и дополнување на законот за државјанство и мислам дека најпрвин процедурално треба да имаме расправа по однос на овој закон, а откако ќе се исцрпи расправата да преминете кон расправа по амандманите комисиски предложени од членовите на комисија, затоа што вака, доколку веднаш преминете на расправа по амандманите, ми го одзимате моето право како пратеник да дебатирам за предложеново законско решение, за кое што, за интерес на јавноста, мора да кажам дека буквално секој барем употреби реченица можеби не е најдобар. Сите, дури и дел од прилагачите, другите колеги, вие како председател, ако сакате и владата во своето мислење, која што онака доста ригорозно и остро реагира по однос на ова предложено законско решение, дека е неуставно, дека е незаконско, дека не е добро. Поаѓајќи од таа аксиома, мислам дека мора да отвориме посериозна дебата, мора да имаме анализа, врз основа на која анализа ние како пратеници ќе донесеме правилни решенија, мора да ни помогнат институциите, не може да носиме закон без присуство на министер за внатрешни работи, кој што директно надлежен за оваа материја, без соодветно мислење на владата, на министерот за овие најавени амандмани кои што, ете, благодарение на вашето инсистирање, ги добивме ние како пратеници и сметам дека ова се сериозни, еве не мора да се укажувања, меѓутоа се сериозни и квалитетни предлози кои што не може игнорантски да им се пристапува, туку треба сериозно да ги разгледате како председател, да дадете ваше мислење и да овозможите дебата. Повторувам, мислам дека вака, преминувајќи веднаш на амандманска расправа, меѓутоа не на поднесени амандмани согласно деловник, како право на пратеник, туку амандмани како комисија, сметам дека ми го ускратувате правото за дебата за однос на овој закон за која уредно се пријави. Благодарам.